Првото пролетно коло во втората лига не направи големи промени на табелата, но направи уште поголем притисок за второто место кое директно води кон прва лига, како и за долниот дел, односно каде ќе се води борба за опстанок, а тука неколку екипи се загрозени. Македонија Ѓорче Петров со минимални 0-1 славеше над Охрид и со тоа сега лавовите се на врвот од табелата со 41 бота. Тоа значи уште поголема бодовна залиха од 7 бодови во однос на второплесената Брегалница. Штепини остануваат со 34 бодови на второто место, а пак Башкими е трет со 33 бодови, а пак Расими сега се доближи до второто место со 32 бодови на своето конто. Брегалница ремизираше играјќи 0 со победа, а пак Башкими одигра 1-1 со Борец и од оваа ситуација Расими доби најмногу кој славеше над Беласица со минимал 1-0 и ги искористи киксовите на Брегалница и Башкими. Со овакви околности притисокот за второто место дополнително ќе расте. Детонит Плочковица ремизираше со Новец играјќи 0-0 и сега останува на петото место со 25 бодови, а пак Скопје после убедливата победа 0-3 над Вардарски дојде до шестото место, има 25 бодови, колку Штими и Саса која пак ремизираше во Турново со Кожув играјќи 1-1. Охрид се спушти на осмото место со 24 бодови, Кожув е 9 со 23 бодови. Новац е 10 со 19 бодови, а толку има и Беласица која е место подолу. Сега доаѓа тој момент каде ќе се води вистинска борба за опстанок во лигата. Вардар неготино славеше против Осово со минимални 1-0, изби на 12-тото место со 17 бодови. Победа е место подолу со 15 бодови. Во бараж зоната екипата на Осово која има 8 бодови, Борец е предпоследно со 6 бода, а на дното е Вардарски со 5 бодови. Последните две места директно водат кон испаѓање во третата македонска фудбалска лига, а пак 14-тото место води кон баражот за опстанок во втората лига.